Од утре, ново пријавување и нова шанса за стечаен надоместок. Околу 200 штипски стечајци кои не беа опфатени со така наречениот стечаен закон, сега се надеваат да се најдат во новите одредби предвидени со законските измени. Ги повикувам сите стечајни работници, бидејќи излежа Службени вестник допуна измена што беше во законот, предлог закон за стечајците, така да од утре може да се пријават само со лична карта лично. Ова агенција за вработување ќе се пријават лично со лична карта и друго ништо документи не треба. Ова е за тие сите стечајци кои не беа опфанати. Кои се олеснувањата што измените на законот ги предвидуваат? Дополнително воведуваме можност да се опфатат и лица чии што работен однос бил престанат и по приватизација на предпријатието, но истото тоа предпријатие да го има истиот матичен број од кога било во државна собственост и исто така работниот однос на лицето да почнал во времето кога предпријатието било во државна собственост. Второто олеснување се однесува на возрастната граница или сите граѓани може да ја остварат возрастната граница гарантирана со законот до истекот на законот или до поднесување на нивното барање, што значи дека до септември 2018 година граѓаните кои што ќе поднесуваат барања може да ги наполнат своите возрасти 52 за жени и 55 за мажи. Сепак и овој пат законот не ги опфаќа сите кои на стечаен надоместок се надеваат. Тие што се со матични брои изменети, тоа ќе видиме накнадно, може ќе има евентуално уште една измена за матичните броја. Ама тоа крај, прво да се формира ово, да се расчистиме со овие, па после накладно. Само во Штип позитивни решенија добија над 400 стечајци, а на истото се надеваат уште 180, а приближно толкава е бројката и во Кочани. Во останатиот дел на регионот, бројот на стечајци кои добија надоместок е значително помал и се движи од 20 до 70 во зависност од општината. Сите оние кои се опфатени со законот добиваат надомест од 7.500 денари.